заинтересира, затоа што ќе зборуваме за постоењето на македонското древно писмо. Ние денес зборуваме на македонски јазик, меѓутоа заедно со мене тука во студиото е господинот Сашо Ендровски, кој што е голем ентузијаст по ова прашање, член на дружение кое што го дешифрира старо македонското писмо и кој што додека ние се подготвувавме за денешното издание, на моето прашање колку е сличен нашиот јазик со некогашниот македонски, со древното македонско писмо, тој ми рече исто. И навистина, господине Сашо, ист ли е денешниот јазик со некогашното македонско писмо кое што го користеле античките македонци во Македонското кралство? Добро утро, прво да пожелам, мило ми е што сум гостин во Цител телевизија. Се надевам дека ќе ги заинтересираме гледачите со некои информации кои што ќе имаме малку време да чепнеме од она што е обимна материја. Што се однесува до прашањето, не можам да кажам дека е баш исто. Сепак се тоа 2000 години на развој на јазик. Јазикот се менува, луѓето се менуваат, културите се менуваат. Меѓутоа имаме многу сличности. Создавањето на реченицата, на изговорот, зборови кои што и ден денеска ги користиме и ги разбираме. Например, деца. Тогаш пред 2000 години зборувале деца и денеска викаме деца. Значењето го откриваме дека ние денеска ги зборуваме зборовите без да знаеме нивната содржина. В тоа време имало содржина. Зашто јазикот е слоговно писмо. Секој слог има свое значење и своја длабочина на објаснување. Кажете ми сега вие со вашата ентузијастичка работа, како почнавте воопшто да се занимавате со дешифрирање на македонското писмо, што ве наведе да се заинтересирате за каменот од Розета, кој што, ете сега вака само површно ќе кажам, дека е еден од круцијалните докази за постоењето на македонското древно писмо, меѓутоа и за постоењето на Македонија. Истражувајќи ги мистериите во светот, уште како дете ме интересирало што станувало со некои стари древни цивилизации, какава историјата од она што го учиме во школата е чисто прашање дали тоа што го учиме е баш така или некој ни го напишал, дали има документи, докази за старите цивилизации Маја, Астеки, овдека на овие простори кои биле. Нашава историја, она што го учиме е како имаме римско време и предримско време и толка, тука завршува се. Неверојатно, меѓутоа никој не се потрудува да каже што било пред римско време и ако нешто откриат ќе кажат старогрчка историја. Мада тоа е големо проблематично прашање околу тоа, пошто тоа ќе биде тема на друга емисија можеби. Истражувајќи се среќавам со професор Аристотел Тетов, кој што успева да го дешифрира писмото. И јас сум еден од членовите на таа група што посетува, што се дружи и што соработува со Аристотел Тетов, кој што е професор на електротехнички факултет, и ги пратиме сознанијата, значи помагаме во откривањето, го проучуваме каменот. Иако каменот од Розета е еден од многуте камења, меѓутоа е битно за него што е тројазичен и можеме да споредуваме дали сме на прав пат со преводот. Така да можам да кажам дека со полна сигурност дека многу добро го преведуваме каменот. Писмото е македонско, древно македонско, значи античко е малце друго, затоа го викаме древно. И имаме и некои докази кои што може ќе ги покажеме Да, сигурно ќе ги покажеме. Кажете ми сега, кога веќе го споменавме каменот од Розета, каде се наоѓа во моментов и какви докази нуди? Значи, каменот од Розета е суштина тројазичен декрет на Толомеј династијата. Го откриваат французите во француско-британската војна, каде што под команда на Наполеон француските војници го откриваат како паднат на површина, на каллива површина и на тој начин е зачувано писмото, конзервирано во текот на илјадници години. Британците после со помош на, пак имаат војна, им го одземаат каменот и тој денеска се чува во британскиот музеј. Има 5 вкупно такви камења, еден од нив се наоѓа и во Торино во Италија, така да имаме доволно документи со кои што можеме да ги прибереме и да го користиме како слики за да можеме да ги користиме за нашите проучувања тие. Така, ќе ни кажете и во нашите разговори го споменавте црноризец Храбар, кој што кажал дека писмото е со цртки и рецки, вие велите слоговно писмо. Како се развивало тоа слоговно писмо низ историјата? Значи,
Црнолизец Храбар е германски монах, значи свештеник, кој што, давајќи во својата книга за писменоста на просторите, на овие наши простори, кажува дека постои народ, тој народ таму пишува со цртки и рецки. Кога ќе се погледне каменот од Розета, средниот текст од каменот од Розета е точно цртки и рецки. Еве го каменот од Розета во моментов нашите гледачи имаат можност да го видат. Да, значи, почнувајќи од таа теорија дека тоа е со цртки и рецки и дека династијата Птоломеј е потекла од Македонија, затоа што Птоломеј бил прв братучет на Александар Македонски, после умирањето на царот Александар, генералите ја делат државата и на тој начин делот на владење во Египет е под династијата Птоломеј. Тие пишуваат декрет, го означуваат декретот, средниот ред е декретот на кралската фамилија, горниот е хиероглифско. Еве имаме една слика баш интересно да кажеме, значи тоа е издадено во германски весник 1799 година од страна на, значи земено писмо од страна на господин Шамполион, каде што тврди Шамполион, кажува дека горниот текст е египетско хиероглифско, средниот текст е старо македонско, а последниот текст е ново македонско писмо. Значи веќе се разликуваме во однос на денешната историја, пошто сите тврдат дека тоа е старо грчко, а Шамполион тврди дека е ново македонско писмо. Така, ме заинтересира уште еден податок што го споменавте, мислам дека ќе биде многу интересен на гледачите, дека крстот е всушност символ на земја Македонија. Да. Раскажете ни како дојдовте до ова сознание, а јас сега ќе најдам и ќе го покажам и крстот. Тоа потекнува од сознанието на боговите. Значи македонците верувале во своите богови, иако тоа денеска малку звучи нелогично, меѓутоа имале еден бог и една небесна божица мајка. Еве ги боговите. Врховниот небесен творец, Богово, е таткото, кој што ја создава небесната мајка Богомо, и тие двајца се првиот и првата. Вертикалната црта е првиот, а хоризонталната е првата. Првиот се чита И, а првата е А. Кога се вкрстиле таткото и мајката, ја создале земјата Ија. Односно, тоа е символ на Македонија, затоа што символизира создавањето на нашата земја. Инаку е битно дека во означувањето на земјите од страна на Македонија, на македонците, имаме Србија, Бугарија, Грција, Русија, каде што секаде стои Ија. И по тоа можеме да заклучиме дека тоа означува дека таа држава е земја на србите или земја на русите и така натака. Во турскиот збор пандам е стан, што значи Афганистан, Пакистан, Туркменистан. Да. Во англискиот е ленд, Ингланд, Холанд, Дојчланд, Скотланд. Така да можеме да кажеме дека ова го имаат само една група на постари народи и што баш тоа се македонците кои што даваат име за земја Ија. И крстот се чита Ија и до денеска ние го користиме крстот, иако е после тоа сменет како символ на спасение во христијанството. Ние и денеска се крстиме од десно на лево, точно како што се пишува писмото од десно на лево. Да, има разлика меѓу нашето крстење и крстењето на католиците. Зошто се крстиме ние православците од десно на лево, православните христијани? Па пишувањето на писмото од десно на лево. Пошто нашето писмо се нарекува сончеви рецки, односно точно на реј дзеи. Реј на денешен англиски би бил зрак или реин дошт, реј се зраци. На рецките сончеви. Значи македонците пишувале со сончева светлина на каменот од. Може ли на старо македонски да ми напишете ја сакам Македонија? Да. Ве молам. Љубоке, можеш само да еве повелате лист. Ја потргнеме само чашката за да може убаво да мојот колега да. Значи може да се направи Македонија е Ија, така? И вие ќе пишувате сега од десно на лево, така? Ова е ја, са, ка, ма, Ија. Ија е символот на Македонија. Меѓутоа, ова е напишано денеска. Може би било на древномакедонски другче, затоа што изговорот на слоговите е друг. Би било, речеме, Ја, ме, љу, бове, мо, Ија. Јас љубам душата на таа моја Македонија. Некогашното наше писмо, како пишувале нашите предци.
античките македонци. И како што видовте, господинот Тендровски пишуваше од десно на лево. Сега би сакала исто така, за разлика од грчката митологија, која што нели се изучува како што велите, британците пишуваат една историја во која што дури за македонското писмо нема никакви податоци, меѓутоа затоа во грчката митологија на големо се пишува книги, Холивуд е преплавен со една филмска индустрија во која што нели нивните божества се во преден план, старогрчкото писмо е во преден план и така натаму. Кажете ми во однос на постоењето на нашите богови, во однос на постоењето на папирусите кои што и ден денес постојат во Египет.